Ова што го гледате е античкиот град Стоби, еден од најголемите истражени антички македонски градови во денешна Македонија. Ова видео ми е посветено за овој град и е поделено на два дела. Во првиот дел зборувам за инвестицијата која што контроверзниот канадски милионер Илон Маск ја прави за истражување на ова место. Имено Илон Маск дава големи суми на пари за да се истражи ова место и во првиот дел од видеото токму за тоа зборувам. А во вториот дел ве носам на прошетка низ скриените места на овој град. Значи го шетаме цел град, ви го снимам за и вие да видите за која убавина се работи. Значи изгледајте видеото до крај. Првиот дел зборувам за инвестицијата која што ја прави, во вториот дел ве шетам низ градот. Се наоѓам во преубавото Стоби, еден од најстарите македонски антички градови. Градот е прекрасен, меѓутоа овој град во последниот период стана познат по тоа што Илон Маск, американски контроверзен милионер, реши да инвестира во овој град и секако дека сум против тоа странци да ни вложуваат во нашите места. Тоа уште од старт го тргам настрана, меѓутоа тоа што највеќе ме погоди е тоа што ние сами не инвестираме во овие места, државата не инвестира, останува единствено странци да инвестираат со не знаеме какви намери. Например, ова место не е поддржано од државата, не е поддржано затоа што на само 100 метра од Стоби има железничка станица која што со години не функционира. Има воз Скопје-Гевгелија, меѓутоа возот не запира само на оваа станица. Замислете, иако поминува тука неколку пати во денот. Значи тоа е директно саботирање од државата на едно преубаво место, затоа што секако луѓето ќе имаат повеќе пристап, ќе можат да си дојдат. Замислете, со фамилијата се качувате на воз, за некои 2-3 евра карта, доаѓате во Стоби, плаќате тука карта, го поддржувате ова место и си одите дома. Значи тоа е едно. Второ, не го поддржуваат луѓето, затоа што ова место има околу 10.000 посетители годишно или од 20 до 30 посетители дневно. Тоа е просекот на посетеност, што е многу малку. Значи, ни самите луѓе не го поддржуваат ова место и останува некој отстрана да го поддржи со не знам какви намери. Поентата на сето ова ми е дека треба во овие проекти да се уклучи државата, да се уклучи народот и дека народот, освен празна критика, треба да почне и директно да ги поддржува овие места, истражувачите како мене и секој кој што мисли дека прави нешто исправно. Значи, видете само колку е мала посетеноста. Значи, никој од вас го нема посетено ова место, а сите на Facebook критикуваат. Истото се случи пред некое време, кога некој наш иселеник сакаше да вложи во истражување на почивалиштето на Александар Македонски, односно неговата гробница, сакаше да инвестира пари да се истражи, да се пронајде неговата гробница. Меѓутоа, тој беше на големо исмејуван и мислам дека се повлече, не сум сигурен. Меѓутоа, јас да инвестирам толку пари и луѓето да ми исмејуваат, јас би се повлекол. Од друга страна, истото ми случи и мене. Јас снимав видео каде што според моите истражувања кажав каде се наоѓа гробот на Александар Македонски и јас бев исмејуван. Значи, ние се претворивме во луѓе кои што само исмејуваме, а не даваме реална поддршка. Ова видео го снимам токму за тоа и би запрашал вас и би апелирал до вас да ги посетувате луѓе овие места. Например, ова место Стоби. Во продолжението на видеото ви покажувам какви неверојатни работи крие ова место. Од огромни камени блокови, до ходници, до амфитеатри, до неверојатно исклесани камења. Па и сами ќе видите за што станува збор и можеби ќе се одлучите конечно да го смените тој менталитет на критика, 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 а поддршка или малку или ич.
Тоа ми е поентата, да почнеме да ги поддржуваме овие места. За владата не се ни замарам, знаеме дека владата ни е катастрофа, тоа не навлегувам во тоа, не ни очекувам поддршка од владата, очекувам поддршка од луѓето, затоа што на крајот од денот силата е во луѓето, силата е во народот и ние заедно можеме да испаднеме од таа стапица на тој поразителен менталитет кој што го носиме и да се претвориме во победници. Тоа ми е уводот во ова видео, се надевам дека ве загребав малку, размислувајте на оваа тема, а сега ве носам да го разгледате и сами овој неверојатен локалитет, овој неверојатен град, кој што се наоѓа на устието на двете најголеми македонски реки, Црна река и Вардар, или Ерагон и Аксиос. Ајде одиме сега да се прошетаме и да видите што пропуштате. И уште еднаш да ви пратам еден апел, дојдете, посетете го ова место, платете карта, вложете во минатото, да испадне во иднината. Ајде сега доста зборување, ајде со мене видите какви мистерии крие ова место. Изгледате у видеото до крајот, ќе видите какви огромни камени блокови пронедов и какви неверојатни тунели. Ајде одиме. Почнуваме прво со истражување на овој голем објект, кој што наводно е амфитеатар, кој што служел за забава на луѓето, или тоа што е денеска стадион. Значи, денешните стадиони се ова е стар стадион, во кој што наводно се изведувале некакви игри за забава на граѓаните, затоа што тоа се знае уште од стари времења, дајте им на луѓето леп и игри и они нема да прашуваат за ништо. Значи, тоа се правело од секогаш. Порано се вика дека тука имало борби со лавови, борби меѓу луѓе и слично, дека биле побрутални и на тој начин ги држеле луѓето окупирани, за да не мислат на тоа што се случува, односно да бидат послушни. Денеска нели тоа се прави преку фудбал, кошарка и разно други игри. Меѓутоа има секакви теории за овие места. Некои викаат дека овие места служат за енергија, односно дека овие места произведуваат енергија. Ова зад мене е влез, како што гледате, кој што е затрупан. Значи, видовте дека таму има некој отвор кој што е затрупан, сега продолжуваме понатаму, а сега сме во внатрешноста на амфитеатарот, односно на неговиот крај, под тие така наречени трибини, се наоѓа голем ходник, кој што најверојатно имал практична улога. Мене кај овој ходник ме фасцинираше неговата изградба, неговата големина. Има некои објекти низ него, ево ова што гледате, не знам за што служи, меѓутоа ќе одиме со тоа дека имал практична примена. Како што гледате, доаѓаме до крајот на ходникот и тука се испаѓа на самите трибини. Погледнете само големината на овие камења. И со каква прецизност се направени, човек просто да се запраша дали користеле некоја модерна технологија или сепак ова е се правено рачно. Јас не можам да замислам оволку големи камени блокови да се обработувале рачно. Тука постои некоја голема скриена мистерија од историјата, која што нас не ни ја кажуваат, а на нас е да ја разоткриеме. Неверојатно. Че на сите овие стари места што се зачувани, постојат камени блокови низ кои што не можеш да ставиш ни лист хартија. А сега одиме
на едно друго место, каде што има уште поголеми камени блокови од овие, замислете. Овие се огромни, меѓутоа има едно место каде што има уште поголеми камени блокови. Тука е во Стоби, ајде да одиме да го видиме и тоа место. Ова место се наоѓа недалеко од амфитеатарот и се води како некаков храм. Јас нема да ви ја кажувам таа официјална намена на овие објекти, затоа што сите се напишани дека се римски и византиски, иако за мене тоа нема врска. Ова се стари предримски и пред византиски објекти, што е очигледно. И тука на овој објект можете да ги видите овие огромни камени блокови. Јас овакви камени блокови најдов на едно од моите претходни видеа на место кое што е недалеку од градот Стоби. Значи тоа место се наоѓа некои десетина километри далеку од Стоби, што е можно тие големи камени блокови да биле носени од тоа место кое што ви го снимав до градот Стоби. Како ги носеле останува мистерија, како ги сечеле останува мистерија за мене, меѓутоа видете ја нивната импозантна големина. Се работи за огромни камени блокови, кои што сигурно е невозможно во тоа време да се сечат и да се транспортираат. И како и на сите стари објекти, тука ја наоѓам препознатливата шема на забести камења. И тука најдов многу интересен камен, кој што не можам да си го објаснам. Видете само како е исклесен. Се работи за В, на кое што има од двете страни запци. Не знам зашто служил, меѓутоа е неверојатен. Затоа ви го снимав. Ова се дел од мозаиците кои што ги има во градот. Ги има премногу мозаици и скоро сите се со родоверни или предхристијански одбележја, што укажува за староста на овој град. Значи се работи за многу стар град, далеку пред модерните религии да дојдат, пошто тоа се гледа по одбележјата кои што ги има на овие мозаици. Главен символ на сите мозаици е коловратот. Тоа е стар родоверен предхристијански символ, за кој што се зборува дека бил светски символ, односно дека целиот свет го користел тој символ и дека во постаро време на овој свет постоела една светла цивилизација која што го користела тој символ, и овој символ, наречен коловрат, можете да го најдете низ целиот свет. Што укажува дека таа теорија за светска светла цивилизација е можеби точна и дека траговите на таа цивилизација се избришани. Меѓутоа остатоци докази има, гледате ова во средина е коловрат, скоро на сите мозаици го има тој знак. Покрај неверојатните мозаици постојат и многу интересни остатоци, како што е ова звездолика када, која што е сместена во соба, која што личи на цвет. И мене ми е една од најинтересните објекти кои што ги сретнав таму. Видете го само изгледот колку е убав. И тука е некоја голема просторија со голем огромен објект со многу сводови. И сега дали се ова сводови или се врати, јас не знам.
може би се врати кои што се затворени, кои што водат понатаму, не знам. И мислам дека исто така тука многу се крие подземја, затоа што огромен бил градот и знаеме дека порано луѓето многу често правеле тунели. Еве како што е ова, би требало да е врата тука. Гледате дека циглите се поставени во обратна насока од другите цигли. Сега ќе ви зумирам малку да видите. И мене ова ми личи на врата која што е задзидана. И низ остатоците на овој стар град има прекрасни градби, како што е оваа градба. Јас има табли на сите овие објекти. Јас на тие табли не обраќам многу внимание, затоа што едноставно мислам дека тие се ставени повеќе затоа што политиката така налага. Нели, на сите табли е пишано дека се остатоци од римско време, остатоци од некој римски владетел и слично. И мене ми е тоа многу чудно, затоа што, например, во овој град, ако имало 100.000 луѓе, од тие 100.000 луѓе биле 100 римјани. И сега не може по тие 100, ако биле и 100, да биде се именувано. Нели, нема логика на толку малце римјани сите објекти да бидат по нив именувани. Меѓутоа, го разбирам јас тоа, таква е политиката. И како што кажав на почетокот од видеото, тој што го плаќа истражувањето, тој кажува какви ќе бидат пронедоците или во која насока ќе одат. Ако го плаќаат македонци, секако дека овој град сите имиња ќе бидат македонски. Ако го плаќаат Институтот за римска историја ќе бидат римски, Институтот за византиска ќе бидат византиски и така натаму. Нели, разбирате за што зборувам. Тоа е сепак еден вид на политика, затоа што историјата највеќе се базира на тие три гранки, значи на грчка, римска и византиска. Како што гледате, иако сме на македонска територија, иако овој град е изграден од македонци, населен од македонци, 99% од објектите се именувани како римски. Меѓутоа, тоа е таа официјална приказна која што сите ние имаме прифатено и која што се учи во школа. Секако учиме највеќе за таа римска империја, византиска и грчка. Ете, така ве прошетав скоро низ целиот град. Преполне со интересни градби. Насекаде можете да најдете интересни предмети, стари, и сами да си направите една слика или сами да си создадете приказна за овие објекти и овој неверојатен град. Дојдовме и до крајот на ово видео. Вие што останавте да гледате до крај, ви благодарам. Ми значи многу тоа, ми значи вашата поддршка. За крај да ве потсетам, сите вие што не сте претплатени, да го направите тоа. Долу сте во можност да станете членови уште поубаво, затоа што ми треба директна поддршка да продолжам да истражувам. Наедноставно тоа е тоа. Ви благодарам и го посакувам секое добро. Се гледаме во некое мое наредно видео.